Прво, во принцип, треба да се разговара за данокот на имот, но тоа би било во корелација со намалување на даноците кои што го оптеретуваат бизнисот. Јас во тој правец ви одам. Значи, личниот приход не е мерка за богатство. Ние треба да ги стимулираме луѓе во поголеми приходи да остваруваат, не помали. Ама треба и да ги стимулираме да не ги чуваат парите како мртов капитал. Ако некој ги вложи да купи дуќан, е подобро отколку да купи втор стан. И тоа треба да го имаме во предвид. Не е зијан човек да купи 3 дуќани. Подобро да купи 3 дуќани отколку 3 куќи. Ме разбирате што сакам да ви кажам? И затоа тој баланс на даночната политика, мислам дека го сгрешивте. Ќе покаже времето, ќе почекаме една година да видиме кај сте отишле, мислам дека сте под влијание на малце по-леви теоретичари, ваша оценка, таква ви е партијата, но мислам дека нашите услови во Македонија не одговараат на тоа. Ние у принцип имаме проблем со мртов капитал. Имаме проблем со нераздвиженост на економија, имаме проблем со неиницијативност на граѓаните, непревземање на ризик. Со овие даночни реформи не одмагате да се откочат тие елементи, напротив, ги супресираме малце. Но, велам, вие го ветивте ова на избори, си ја превзимате одговорноста, после една година тие 5, 10, 15 пратеници од опозиција кои што се занимаваме со економија ќе бидеме многу пожестоки, кои ќе почнат да испаѓаат работите кои што сме ви ги предупредили. Околу делот и нема да бидат 8-9 илјади луѓе, пошто закуп издаваат многу повеќе луѓе. Нема да бидат толку. Јас прашав по основ на личниот доход колку се. Тие се околу 4000 луѓе. Ефектот е под 1.000.000 евра. Пари можевте да најдете, ама јас тоа што ве прашав, нити вие, нити министерот ми одговорив. А пари за овие елементи во труд и социјала, да, сите тие закони јас ќе ги гласам. Немам никаков проблем, но пари можевте да најдете во неефективноста на дел од министерствата што ги имавте, зашто зборувавме минативе денови. Но не се ваша одговорност, вие сте премиери, ќе си одлучите кога што ќе си постапите и одговорноста ќе си е кај вас. Баш као тоа зашто ги трошиме парите. Секој дневно испаѓаат ситуација ова министерство, тоа министерство, ваму, ова предпријатие, тоа предпријатие, општина, и тука државата не треба тоа една партија да го направи, нема капацитет една партија да го направи, без разлика не 80-180 пратеници да има. Ние мораме во еден момент да направиме сериозен рез во државата, во смисла на бројот на институции, оптеретеноста на институциите со функционери и така натака и така. И тука зборам за сите 683 институции. Не зборам за ниту една пооддел. Но не и секи има време, сакав само да ви потенцирам дека концентрацијата не ви е на длабоки реформи, туку концентрацијата ви е малце површна. Околу вториот дел, има општини кои што има јавен превоз. Најмалку 3, Велес, Прилеп и Битово, кои што се големи и сериозни општини. Ако помагате на Скопје, добро е, но помогнете и на тие. Тоа ми е поентата. Сум се расправал малце потивко, пошто бев од иста партија со тогашната влада. Значи, сум се расправал со претходната влада малце потивко, заради тоа што сум бил поддржувач на таа влада. Со вас немам задршка да се расправам и на јавна сцена. Во смисла на моноцентричен или полицентричен развој на државата. Ние 27 години сите партии правиме грешка. Ние државата ја правиме моноцентрична. Прошетите во било која од овие држави, не знам, што ни се добар пример. Словенија, Хрватска, нагоре, Грција соседна, полицентричен е развојот, но не се. Поентата ми е, внимавајте секогаш кога правите проекти за Скопје, сетете се дека вие сте од Струмица, други ве се од Куманово, од Прилеп и така натака, во најмала рака од тој аспект. Благодарам, немам дополнително прашање.